Штипскиот градоначалник Иван Јорданов тврди дека веќе одобрениот кредит од 4 милиони евра за Штип е добар, образложувајќи ги клучните прашања. Е наменска обврзница за реализација на одредени капитални инвестиции кои што се наведени. Но освен капитални инвестиции во време на енергетска криза, преку обврзницата одлучивме да инсталираме обновливи извори на енергија, односно фотоволтаици на кровни конструкции, мала хидроцентрала во јавното предпријатие ИСАР, кое што ќе произведува електрична енергија и со средствата кои што ќе се прибираат по основ на ова е предвидено да ја вратиме обврзницата и каматната стапка која што ќе се враќа на годишно ниво. Колку за 7 години Штип би вратил врз основи на оваа обврзница? Дали има вакви пресметки? Па 1/4 практично од обврзницата најверојатно е она која што е пресметено како каматна стапка. Според некои економисти, кредитот може да биде меч со две острици, особено во криза. Задлужувањето, кај задлужувањето има два моменти. Едно, дали со задлужувањето ќе се наруши стабилноста на општината, дали ќе може да се сервисираат редовно тековните обрски, долгорочните некои проекти што ги имаат прифатено и така натаму. И другиот дел е дали паметно ќе се потрошат овие средства. За оние кои кредитот треба да го враќаат, граѓаните, потегот на Јорданов е ризичен. Па ризично е, како не? Ако се задолжиш, не можеш да излезеш после. Па како не е ризично? Ризично е дилета. И најдобро е да не се задолжува. Колку има толку да потроши. Не е окей да ви кажам уопште. Дипломираниот економист Јорданов мисли поинаку, и тоа од следниве причини. Инфлацијата која што се предвидува во наредните години и која што се случува во овој момент може да биде повисока дури и од каматната стапка, и доколку овие проекти се реализираат фазно на неколку години, општината предвидува дека е подобро да се реализираат во оваа година отколку етапно во повеќе години, затоа што предвидената инфлација може да биде повисока од каматната стапка. Затоа е предноста на обврзницата компаративно со сите други форми на финансирање и затоа го сметам ова за еден исчекор во однос на развој на општината. Ова е прво толку големо задолжување на Штип за која локалната опозиција е со јасен став. Слушаме за проекти кои би се финансирале со прибраните средства, но никаде не слушнавме кој проект колку точно би чинел. За дел по програмите на општината има финансиска рамка, но делот за затворениот пазар, кој е предвиден по деталниот урбанистички план од 82 година, поставувањето на фотоволтаични панели на дел од општинските објекти, турбина на филтерстаницата, ниту советот ниту граѓаните знаат колку точно би чинеле. За дел од проектите граѓаните ги немаат нотирано како неопходни, па се поставува прашањето дали навистина истите се приоритет.